Денеска низ државата се одбележуваат 123 години од смртта на македонскиот револуционер и идеолог Гоце Делчев, со бројни настани, чествувања и оддавање почит на неговото дело и визија. Делчев е роден на 4 февруари 1872 година во Кукуш, оставил длабока трага во македонската историја, како еден од клучните водачи на револуционерното движење и идеолог на внатрешната македонска револуционерна организација. Неговата борба за автономна Македонија, заснована на еднаквост и заеднички живот на народите, и денес представува инспирација. По повод годишнината, бројни делегации и граѓани положија цвеќе и се поклонија пред неговиот гроб во црквата Свети Спас во Скопје, каде што се одржа и панихида во организација на Македонската православна црква Охридска архиепископија. На чествувањето присуствуваше и премиерот Христијан Мицкоски, како и собраниска делегација составена од Велика Стојкова Серафимовска и Фатмир Битики. Во владата се одржа трибина насловена Темел на државноста, визија за иднината, на која учествуваа министри и представници на институциите, меѓу кои министерката за образование и наука Весна Јаневска, министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски и министерот за култура Зоран Јутков. Воедно во Македонското собрание беше доделена државната награда Гоце Делчев за 2026 година за особени достигнувања во областа на науката, која им припадна на Михајло Марковиќ и Сонја Новотни за нивното дело од областа на македонскиот јазик. Чествување се одржа и на Универзитетот Гоце Делчев во Штип во соработка со општина Штип, каде се одвиваше културно-уметничка програма со учество на студенти и академскиот хор, како и положување цвеќе пред споменбистата на Делчев. Делчев загинал на 4 мај 1903 година во селото Баница. Неговите посмртни останки денес почиваат во Скопје. Неговата мисла "Јас го разбирам светот" како поле за културен напревар меѓу народите и понатаму се толкува како порака за соживот, напредок и вистински вредности.